Тетово е нашето одредиште во ова издание на Луѓе и места. Ве водиме таму за да ви раскажеме за една пасија која го прави мојот соговорник единствен во Македонија, но и еден од ретките во Европа. Ве водиме во Тетовското мало Два Бреста, каде што се наоѓа хајфај царството на Владимир Закоски Лауда. Огромната колекција на хајфај уреди од најпознати производители, произведени во специфични серии, е преголема за просторот во неговата дневна соба. А ова е само 1/3 од тоа што го поседува Лауда. Мора да признаеме дека беше импресивно чувството за нас да се најдеме покрај вакви ретки парчиња на хајфај уреди, произведени во златното доба, како што го нарекуваат колекционерите како Владимир. А тоа е периодот од пред 30 години. Ова е една од неговите пасии покрај автомобилизмот, од каде и го добил прекарот Лауда во чест на големиот автомобилски ас Ники Лауда. Прекарот Лауда ми е од детство, кога Ники Лауда, тркачот со Формула 1, направи сообраќајка, доби некои си опекотини и така и јаш има некои си дешавки во животот мој, па не се совпадна и мијата. Инаку сум голем љубител на автомобилизмот, голем сум исто така спортист со аута и многу возила ми има така поминато низ животов, Ферари, Масерати и такви некои екзотични аута, каде што се поврзува изгледот мој со хоби и со пасијата. Целата приказна за неговата љубов кон ваквите хајфај уреди започнува со една ретка 8-канална миксета која ја набавил како млад и која била повод да отвори дискотека на Шапка. Период кога започнува да расте колекцијата. Приказната започнува многу рано, значи во мојот фактички средношколски период, негде околу 80-ти години, кај што се заљубив во таа музика и од таа техника како што еволуираше во тоа време и почнав да се занимавам со музика, но прво со слушање почнав да се занимавам и во тоа време со плочи, нормално ломплеки, купував една, уште една, па другарите му исто ги почнавме да ги менјаме, па пошто ако не можеш да ја купиш, ајде да ја преснимам. Така да нешто имав во плочи музика, нешто имав снимено на ленти, нешто имав на касети. Зависи од тоа време како што можеше да се најде. Инаку таа пасија почна многу лесно да се шири кај мене. Кога купив една миксета, прва у Тетово, прв пат тогаш се појави, 8-канална, и ми дојде идеја да отворам дискотека. Пошто имав премногу музика, миксетата беше пресудна у тоа време, озвучење можеше да се најде, али добра квалитет на миксета малце беше проблем. И отворив дискотека на Попова Шапка. На Попова Шапка ја отворив дискотека до 83-та, 4-та сезоната. Ја држав 4 сезони, до 87-та таму. И со самото работење на Попова Шапка морав да снабдуваме многу музика, за да биде интересно тоа горе. Почнав да закупувам многу плочи од Италија, од Германија, од Англија и таку контакт со едни многи пријатели и колеги, диџокеи кои беа у тој бизнис од Хрватска, дојде на идеја да се направи такмичење на сите зимски дискотеки во бивша Југославија. И едногласно добив прво место во бивша Југославија, добив златна плоча за најдобра југословенска зимска дискотека. И од тогаш почна таа љубов према таа техника многу нагло ми се шири, да едноставно, дај да купам сега ова, дај да видам вакво, да видам тако, ова не чинело. Сум прочитал нешто ново, ајде ќе го менјам, било поубаво, ова имало 5 дугмиња, тоа имало 6 дугмиња, зашо било 6-тото, за да има и 7 и нема крај. А нема крај ни денес, кога се уште бара некои делови од системите, било да се тоа грамофони, засилувачи, тюнери, за да се комплетира некоја конкретна серија. Луѓе што се колекционери, а малце се како мене колекционери на овие простори, знаат што има вредност, што нема вредност. Значи има вредност тоа што е произведено у почетокот на фабриките, матичните фабрики. Например, просто кажам, Ревок Штудер, произведено у Швајцарија. Не знам, Маранц, првата серија што е произведена во Америка, па после пребацена во Јапан. Тие две варијанти се
многу вредни у тоа време. АК исто у Јапан. Значи се што е произведено во Јапан, во Америка и во Европа, вредност има. Од кога почна да ги преселуваат фабриките во Кина, Тајван, Кореја и такви некои ефтино работни, што се вика, држави за работна рака, вредноста на таа техника падна и губи вредност. Значи, ко мобилен телефон го купувате денеска, за месец дена ни пола цена. Сега, побарувачката на таа колекција, значи тоа е негде период измеѓу 75-та, 6-та, 7-та до 90-та, тоа се златни 80-ти години на таа квалитетна техника, кај што сите тие бренд фабрики за hi-fi опрема се тркаа меѓу себе кој ќе направи поквалитетно, поиздржливо и поубаво нешто. Значи не се гледаше комерцијализација како у денешно време кој што поише да продаде. Нормално им беше тоа дел од бизнисот, али прво се одираше на квалитет. У тоа време до еден направил, не знам, со бакарна шасија, друг со позлатени кабли, трети со сребрени кабли, на материјал уопште не се штедело и затоа и квалитетот до денеска постои. Сите овие што ги гледате околу мене се по 30 и кусур години стари парчиња кои што функционираат безпрекорно, сервисирани се што мора да се сервисира, значи се што е гумичка мора да се смени ради рок на траење, што има електролити, кондензатори, тоа се заменети со оригинал фабрички, што е многу проблем да се најде, затоа што ако се стави електролит или кондензатор што не е адекватен на оригиналот, самиот парче губи на вредност. Не е тоа веќе. Колекционирањето на вакви уреди подразбира нивно собирање дел по дел. За конкретни парчиња чекал и по 10 години за да се комплетира конкретен музички систем, но и многу литература, информации од тестови за да се препознаат вредните серии. Појачалото го има у Минхен, па преку eBay, преку пријатели, луѓе, го има, го нема, да го набавиш. Па не знам, на оглас се појавило, тюнерот се појавил у Риека, па не знам, грамофонот се појавил у Белград. И тоа се време на прашање, например, еден систем додека се набави, може и 5-6 години да помине. Па после додека ако нешто не е исправно додека се оправи, уште 2-3 сигурно. Така прашање се затоа овие што ги имам моментално, па ги собирам преку 20 години. На некој му фалеше, например, прегидаче, го нема никаде. После 10 години су го нашол прегидачот. Тек тогаш таа колекција веќе е спремна. Секоја од тие бренд компании кои се занимаваат со производство на hi-fi опрема имаат врв на квалитетот. Значи се знае која серија им е најдобра. Колекционерски примери се тие што се од значи шпиц серијата, најдобрата серија што е и најквалитетните, тие се собираат. Оние што не се од таа колекција немаат вредност. Сега, у тоа време, пошто таа шпиц серија обично е дупло поскапа него било кој другите, ретко кој имал можност да купи цела серија. Значи тоа се многу малце луѓе кои на времето ја имаат купено цела серија. Ради многу пари едноставно. Па према тоа и проблем да ги најдеш сега кој го има едниот дел, кој го има другиот, кој го има третиот дел. Инаку, например, Pioneer имаат она една блу серија, плава серија, што е најбарана. Таа е наречена по тоа што сите екрани, екранчињата на неа, на LED дисплејот е плава боја. И таа серија е таа што е вредна, што колекционарите бараат. После неја има искочено и со зелени екрани, и со вакви, и со такви, и со златна боја шасијата, тоа нема никаква вредност. Значи не е колекционерски пример. Ревок Штудер е дел од неговата колекција на која е посебно горд. Ја посетил и фабриката во Швајцарија, каде што ги однел на сервис голема бројка hi-fi уреди од овој производител. Ревок Штудер има серија B, која се појавува у две варијанти. Една е основна варијанта, после B проширена варијанта. Тие двете серии, тоа е позади мене овде што ги гледате, се најбарани, моментално во светот се најбарани. Затоа што Штудер Ревокс е најпозната компанија, може да се рече, за бродкастинг и за снимање на професионално, за студиско снимање на плочи, на цела аудио
машинерија што се води по штудер. Мислам, тоа е меѓу најквалитетното. Сите производи нивни што ги имаат праено се поделени у две варијанти. Штудер е за професионална употреба, ревокс е за домашна употреба, но сите елементи што се вградени внатре се за доживотно на травата. Имам 5-6 сета од нив. Маранц имам доста, златна серија, таа што од Маранцот е златната серија. Тие 70 од 70 до 85-6 тука, од нив имам исто поиќе. Имам 2 серии, 3 серии Техникс имам. Техникс не се рачуна некој бренд, не знам каков, што се кај овие, како да ви кажем, аудиофилите, но има многу серии што се многу ретки. Многу тешко се најдат. Така мичи, таскам, многу, не знам, се што вредим. Една многу сега ретка серија што собрав на Sony исто. Некој ќе рече Sony е комерцијална фирма. Да, е Sony комерцијална фирма, но има една серија, Esprit серија се вика, која е многу ретка и многу специфична затоа што сите елементи кои со таа серија се компатибилни меѓу себе, што ниедна компанија го нема тоа. Значи секој со секој може да се поврзе и секој со секој функционира безпрекорно. Во последно време најмногу ја надополнува својата колекција со hi-fi уреди кои ги наоѓа преку пријатели, ретки колекционери, но и преку интернет аукции и огласи. Најповеќе сега што може да се најде е лично по пријатели. Значи што се знаеме hi-fi мани, кој што има едно парче или две, например некој собира Kenwood, некој Pioneer, па сака да го менја Pioneerот за Kenwood, јас имам Kenwood, мене не ми треба, му го давам него. Огласи доста има на огласи, луѓе што не им треба, што не им е потребно, ги продаваат, само тие огласи не се огласи обични, него се на eBay, кај што е проблематично малце транспортот, царини. Тешко оди таа работа многу, филинкот е голем, например сега пред не знам месец дена, 10 години барав дел од една серија, го добив Eumik, се вика фабриката, тоа е австријска фирма која се бавела со производство на hi-fi опрема само 11 месеца. А инаку нејзино основна делатност е производство на проектори 8 мм за проектирање, за видеопродукција. И ми фалеше едно предпојачало, што дигнав раце, викам, тешко веројатно некој кој го има. 78 година е произведено. И случајно го најдов у Краљево кај еден пријател, па друг пријател молев да ми го донесе, па така оди таа работа, инаку е после вредноста, значи кој ќе го се собере цел сет, вредноста е друга. Убавиот звук е императив на луѓето како Лауда, но собирањето на ваква колекција ја прави оваа пасија за него многу повеќе од потребата од квалитетен звук. Моето лично задоволство е прво да го собереш, да го најдеш, второ да го постигнеш оригиналниот квалитет на звук што бил нов, значи кога било ново, и трето сите тие да ги споредиш кој е подобро, кој е полошо, кој има мани, кој нема мани, кој има бољи грамофон, поле појачало. Значи споредбата меѓу нив е и напредокот у звукот. Значи целата работа се работи за квалитетен звук. Што по квалитетен звук, поголем филинг. Од Тетово, од Тетовското мало 2 Бреста, го одјавуваме ова колекционерско издание на луѓе и места. Следното го најавуваме за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.